Јас почнав да викам уплашена да го запрат нишањето на лустерот, да не падне на нас и да не повреди. Тие сакајки да ме смират, рекоа не се секире, ништо нема, земјотресие, биди мирна, ќе излеземе. Тогаш се повтори уште еден удар. Стигнаа за паузите, Абре Македонче, две флейти свират, та-да-да-да-да-да, па тишина, па пак та-да-да-да-да-да. Тоа и ден денеска ми звучи и за жал ме потсетува на едно многу грдо време, една голема трагедија. Еве, ова е Скопје, старо Скопје, кој ја не го паметам, меѓутоа го гледам на слика. Еве го офицерскиот тука, банката, театарот, еврејско мало, камениот мост и повеќе не можам да ви кажам. Толку е. Таму е Скопје град мој убав личен, што ми рацу тесни. Таму е Скопје град мој убав личен, што ми рацу тесни. Сега се наоѓаме во стариот дел на Скопје, преди колку има? Од 59-та, 60-та година. Старите скопјани кои го познаваат добро Скопје, паметат за Мацура. Еве Мацура, апотека имаше 11 октомври тука, до апотеката Кенан. Еве го тука баш, кај што е. Значи постоеше. Ова е улицата Орце Николов, надоле према поштата. Не. Си го паметам старо Скопје, центарот на Скопје, двокатните автобуси, тогаш беа Леланди, и јас како дете одма трчав на вториот кат да се возам и да го гледам плоштадот и улиците. Тогаш имаше само рута автокоманда Сарај. Тоа беше најдолгата рута на бројот 2, кој што и тогаш беше број 2. The last great floods occurred in November 1962, a year before the catastrophic earthquake. After heavy rain that autumn, the level of the river Vardar rose abruptly, and the water swept over a large part of the city. Several thousand families were left homeless. The damage was estimated at several thousand million dinars. Доаѓаат, што да кажам, поплавата, прво поплавата. Се сеќавам како многу мал, како изгледаше. Надојде Вардар, коритото префрли пред Ристичева палата со чамци, војници, како носат луѓе, спасуваат. И Дуќанот беше тука. Кога дојде ситуацијата до тоа, се сеќавам, само што го отворија Дуќанот. Еден од најмодерните дуќани во тоа време. Имаше Косма и радио, Косма и тие од старите. Од самата кал, толку беше висока водата, падна, па Кенан го средуваше и пак да може да преживее и да работи. И тоа се сеќавам. После тоа, после поплавата, дојде земјотресот. Беше страшно и денеска тој татнеш не можам да го заборавам, ми е впиен во мозокот. Бул
i suze narušile su svitanje julskog jutra u glavnom gradu Bratske Republike Makedonije. Pes je bio tako jak da je najveći deo zgrada koje nisu srušene u toj meri oštećen da više neće moći da se koristi. Во моментот на земјотресот имав 12 години, значи бев дете, но сепак свесна за тоа што се случува околу мене, иако до тогаш не бев доживеала никогаш во животот земјотрес. Беше рано наутро, како сите што знаете, во 5:17 часот наутро и моето семејство, моите родители и јас спиевме. Во собата каде што спиев ме разбуди крцкање и нишање на креветот. Тоа беше невообичаено за мене и веднаш се разбудив, иако беше многу рано, и потрчав кон спалната на моите родители. Ја во тоа време, негде околу 7 години имам, паметно. И сите ние децата, помали така, тргнавме со мајка ми на одмор. Имавме една тетка од татко ми, сестра, во Хрватска живееше, поточно Хрватски Карловац, ја тамо малку бев и у школа за ова. Он има кожарско-техничка школа. И тогаш бевме баш кога стана земјотресот, слушаме на радио Скопје уништено, вака, така, мајка ме, сите се собравме, не знаеме што е со Кенан. Кога се вративме на железничка, што ќе видите? Пепел, нема ништо, нема згради, шатори, смрдеа. Доваѓаат, одат, трчат, војска. Само што стигна. И стигнува и Кенан, за да се видиме, добар е он, власта наредува, кај бевте, тамо да одите, тука не можете. И не вратија пак тамо. Ме разбирате, а Скопје, што да ви кажам, не постоеше, беше уништено многу. Јас за времето на земјотресот, моментот мислам бев во Зрновци, јас од таму потекнувам, тоа е село во близина на Кочани, и случајно да бев станат, бев буден кога ми се случи, тоа го почувствува како мала несвестница, некој лулање, нишење, така. И нормално се зачудив што е тоа. Радиото го пуштивме многу подоцна и кога дознавме за што се работи, прво се разбира што човек во тие моменти ќе помисли како се неговите роднини во Скопје, дали се погодени тие, не де Боже, од земјотресот и така натаму. Во текот на денот веќе дојде со камиони, попладнето, војската со камиони да местат шатори. Ни беше соопштено дека во домови нема враќање, затоа што од стручњаците од сеизмологија беа известени луѓето дека се можни и посилни потреси и евентуално дополнително рушење на другите згради. И затоа ќе наместат големи воени шатори. За нас беше, ние како деца прв пат видовме такви шатори. Имаше тука војска од Америка и од Русија, француска војска ни направија додатни хангари полукружни, каде тука првите денови од школската година, така во октомбар месец, ги почнавме во хангарите, додека училиштето се скроз санираше. За мене дедо Ѓоко, или како што го знаат луѓето кои што го познаваат како снимател Гањо, беше исклучително мек и човек со особена страст према снимателството, према новинарството и таа јавна професија која што е нели трка по информации, трка по дневни вести. Има и една интересна анегдота која што особено мене ми остави голем впечаток, уште прв пат кога ми ја раскажа, а ми ја има раскажано многу повеќе пати, е тоа дека вечерта пред
да се случи земјотресот, тој купува 10 филмови за фотоапарат. Значи, како некоја судбина, како нешто, како предскажување да го наречам, тоа утро било мирно. 5 часот тој си бил во својот дом, кога се случило сето тоа, но бидејќи бил подготвен со филмовите, веќе излегол надвор, сликал се што се случува, ги снимил првите кадри, првите фотографии од тоа што било, што го погодило Скопје, тоа што важи за една од најголемите трагедии кои што му се случиле на овој главен град на нашата држава и потоа неговите фотографии го обиколуваат светот. There were a lot of temporary buildings. I think some of them are still here. You know, they put down these simple one-story structures like a caravan or something like this, and they use those for offices and things. A lot of the government offices were in those things, and there were a lot of new buildings that had been built since the earthquake for housing and things like that. Very quickly built apartment buildings. You could see that there had been an earthquake, and there were a lot of buildings that were still in ruins. I remember my wife says in her school in San Francisco, she remembers collecting money for the earthquake victims in Skopje. So, you know, the students went and collected money and sent supplies to the people in Skopje. И после тоа, кога се вратиме, дојде реконструкцијата, нели, со Јосип Брз Тито, вака, така се собраа солидарно, полека, стана еден од најдобрите градови, Скопје. Од страна на блискиот и братски румунски народ, ние, помалите граѓани на Скопје, кои сме го преживееле несекниот удес, се осеќаме посигурни во иднината. Вечно благодарни за овој голем подарок, група на ученици посетители. Па, првата желба, веројатно, наша и на Шпато беше тоа да една песна која е многу позната за Скопје и ние преку неја искажаме нашата љубов и нашата посветеност и поврзаност со Скопје, а особено тој, бидејќи тој е роден Скопјанец, нели? Веројатно посека да таа песна прозвучи и акордски, со побогата хармонија. Со нас кои можевме тоа да го испееме и со оркестар кој е веќе зрел, кој е одлично свири во студија кои се многу подобри отколку што ги имале тогаш кога снимале првата верзија Љупка Апостолова. И тоа беше негова желба, тука има и поголем оркестар, има и гудачи и така натаму. Песни за Скопје се правени и пред земјотресот, но особено после земјотресот и тоа во еден многу долг период. Но јас сега би спомнал, бидејќи Скопје стана град на солидарноста, два настани кои јас ги проследив и кои ми оставија не само мене, него на сите оние што беа во универзалната сала голем печаток. Првиот настан беше гостувањето на филхармонијата Лос Анџелес, со која диригираше Зубин Мехта. Другиот настан е дојде од Америка еден биг бенд, голем еден биг бенд, Болан и Кларк. Нема збор, нема песни, кај што не си ти. Нема срце, нема љубов која не те сви. Покрај барба нашите судбини, си течат веден тек, ги лулеј твојо брег. Песни за Скопје ќе се раѓаат на крајот на краиштата, тоа е наш главен град со кој ние се гордееме и понатаму можеби уште повеќе ќе се гордееме. Овака, гледајќи, сега се посеќам на моите стари денови и воздухот што го дишев тука. Секогаш бев тука пораснав на ова место,
работејки, учење на занејето, школото, движењето на животот за да дојдеме да пркнеме до ова. Тоа е тоа. Скопје е тотално променет, нормално. Но има парчиња од Скопје кои што останале. Малата покрај паркот, кои што јас ги паметам, не се целосно зачувани, зашто некои куќи ги продале па изградиле нови, но јас бидејќи ги паметам и таму не носеле секојдневно моите родители, и во паркот, и на Вардар, бидејќи и Вардар беше чист пред 60 години и се пливаше таму, па сме оделе на викенди со храна, со целодневно. Во саботи се работеше, но неделите беа слободни и сме оделе на пливање и на Вардар. Така да Скопје е различен, но јас го сакам и ваков. Птицата Феникс, тоа си ти, мигнат од пепел и прах. Спомени вече за љубовта наша, остануваш низ вековие. Насмевка мала, даруваш пак, верба во нашиот пак. Надеж и сила од времења дана.